Денеска 21 јуни е меѓународен ден на јогата, ден кој започна да се одбележува минатата година по одлука на индискиот премиер Нерендра Моди. Овој настан во истиот термин ќе се одбележи насекаде во светот. Илјадници луѓе низ цел свет ќе вежбаат јога и техники за намалување на стресот, а Јога Сојузот на Македонија преку едукативно предавање кој ќе се одржи во Охрид ќе го одбележат овој ден. Од 19 до 21 во Охрид организира меѓународен 38 меѓународен семинар под водство на јога учителот Павлос Хасанагас, а темата е потребата и потрагата по спиритуалноста. Значи, ептен се поклопува, така да кажем, светскиот ден на јогата и она што го работиме како Јога Сојуз на Македонија. Инаку да напоменаме на работа, светскиот ден од лани започна да се празнува, така да кажем, и убаво е тоа да во светски рамки луѓето се информира за позитивните ефекти од јогата, како влијае таа. Јога Сојузот на Македонија веќе 30 години организира недела на јогата и заедно со јога друштвото од Штип одржуваат дебатни форуми за кои јога професорот Томе Биновски вели дека веќе во Штип е создадена култура за вежбање јога. Мислам дека во Штип, да кажеме, веќе е создадена една култура за јога. Значи, целта ние како Јога Сојуз и како Јога друштво Штип локално тука да развиеме свесноста за јога културата, која е неопходност на современото живење. Они што дошле го знаат тоа, а меѓутоа го зборуваме за луѓето кои не се практикувале јога. Значи, убаво е да дојдат да практикуваат на часовите по јога, значи кои ги водат, да речеме, специализирани наставници за тие теми. И тоа има секако позитивни ефекти кај луѓето. Вежбањето јога допринесува во подобрување на мозочните функции, намалување на стресот, зголемена флексибилност и концентрација. Јога е измореден одговор на денесниот стресен живот. Значи го надминува стресот, помага за ускладување на крвниот притисок. Зборува она што е на луѓето им е појасно, да кажеме, на што практично им помага за некој работ. Значи една смиреност, големена концентрација, исправеност на работот. Јога спречува деформитети, посебно кај младите луѓе кои се, да речеме, од детска возраст ако се почне, значи тоа е нешто изворедна платформа. За јогата може да се каже дека е една поливалентна дисциплина и е погодна за сите луѓе без оглед на возраста и моменталната психофизичка кондиција.